Од денес, општина Прилеп и локалната самоуправа, и јас како градоначалник, почнавме да ги посетуваме компаниите во Прилепската општина, да ги разгледаме нивните производствени капацитети, нивните потреби, од потребата на општината да им помогне и се она друго што треба да се случува во понатамошната иднина. Денес ги разгледавме капацитетите на акционерското друштво Витаминка од Прилеп и не случајно почнавме од незе, затоа што представува лидер не само во регионов за прехрамбената индустрија, туку и пошироко, на пример цела Европа и во подалечните континенти има извоз на своите производи. Ги разгледавме денешните капацитети на оваа компанија. Морам да ви кажам дека сум воодушевен од она што го видов, од она што го поседуваат, од она што го прават за следните години што следат на развојот на оваа компанија. Секој производ, а ги има од сите вкусови, се бренд на Витаминка Прилеп. Но морам посебно да го истакнам Стоби Флипсот, кој што ја воздигна оваа фирма, и сакам да кажам за она што значи Стоби Флипсот. Тоа е за сите генерации, за секоја пригода и за секој дел од денот. Она што друго сакам да истакнам за компанијата Витаминка од Прилеп, таа има општествена одговорност и е на високо ниво во нашиот град. И помага скоро сите културни манифестации, спортски клубови, спортски манифестации, и мислам дека се сите задоволни од она што го пружа према нив оваа компанија. Јас се надевам дека во иднина соработката на акционерското друштво Витаминка Прилеп и локалната самоуправа, јас како градоначалник ќе продолжи на високо ниво и се она што има потреба ќе го добијат од локалната самоуправа, максимална поддршка ќе има за инфраструктурата на оваа фирма, за се она што треба во иднина да користи, за да биде за уште по високо ниво со своето работење. Стопанската ситуација во градов во секој случај има поволно ниво, затоа што како што спомнав, освен Витаминка има неколку други компании кои што исто така се на високо котирани во нашата држава и пошироко, и тоа морам да ја спомнам Прилепската пиварница, кој што исто така е на високо ниво на производството, на своето производство, понатаму мермерниот комбинат, Конфи Ангел, и да не спомнувам многу други компании кои што Тутунскиот комбинат, кои што нешто значат за прилепското стопанство. И секогаш локалната самоуправа, јас лично ќе правиме се во иднина за да им помогнеме за сите потреби што ги имаат, за да биде уште подобро нивното производство. Ја би сакал да се заблагодарам на градоначалникот и претседателот на Советот на посетата на Витаминка, се заблагодарам за тоа што Витаминка е прва во посетите на компаниите во градов. Јас можам да ветам како и досега во својата 61 годишна историја на Витаминка дека стално ќе имаме добра соработка со локалната самоуправа, како и досега стално ќе работиме по законските прописи во Република Македонија и стално ќе поддржуваме сите манифестации во градов во однос на културата, спортот и општествената одговорност во однос на животот во градот да биде подобар. По 2017 година, тешката во економијата во Македонија, очекуваме на добра година. 2018 очекуваме да економијата се раздвижи повеќе, да има нови странски инвестиции, да Македонија го осети тој благодет од странските инвестиции и очекуваме успешна година како за Витаминка, така и за државата. Во моментов, како што и представивме на градоначалникот и претседателот на Советот, во фаза се две инвестиции во Витаминка. Првата е во фабрика број 1, нова локација, градиме нов фабрички ресторан за нашите вработени и проширување на канцелариските простори за да ги подобриме условите за маркетинг сектор и развојниот сектор. И втората инвестиција ни е фабрика број 2, нов магазин за готов производ од 3000 квадрати, со 4000 палетни места, најсовремено складиште, со три различни
складишта во него. Едното ќе биде со режим на одржување на температурата, ладен простор. Едниот дел, една третина ќе биде сув магацин и третиот ќе биде гравитацијски магацин за по FIFO стандард за палетите сами да издигуваат на утоварна рампа. Планираме во склоп на оваа инвестиција да поставиме и фотоволтаици на магазинскиот простор за да произведуваме струја за наши потреби за тој објект.